Со громогласни аплаузи на солзени очи и големи емоции заврши 40-тото јубилејно издание на најстариот и најпрестижниот фестивал на забавни мелодии во земјава Макфест во Штип. 3 вечери градот беше домаќин на гости од целата држава. Оваа година фестивалот донесе свеж бран млади пејачи и нови хитови во првите 2 вечери, а третата вечер беше вистинско патување низ времето со безвременските рефрени кои некогаш го создаваа духот на македонската забавна музика. Од општината вела дека оваа традиција ќе продолжи во годините кои што следуваат, а општината ќе продолжи заедно со Министерството за култура да го развива овој македонски бренд. Оваа традиција ќе продолжи во годините кои што следуваат со уште многу композиции и посакувам ова да продолжи, уште многу јубилеи, многу години Макфест да биде македонски бренд, македонски музички бренд и фестивал на кој што ќе се проследуваат и ќе произлегуваат многу нови музички имиња, но и ќе се потврдуваат познатите македонски музички имиња кои што јавноста ги посакува. Така да, од мене уште еднаш благодарност за вашето присуство и мојата желба е општината да продолжи заедно со сите добронамерници, заедно со Министерството за култура, да го развива овој македонски бренд, затоа што преку Макфест се поддржува македонската уметност и македонската култура. Макфест, чија приказна започна во 80-тите години, останува символ на музичката традиција и љубовта кон песната. Еден од неговите основачи, Стојан Троицки, вели дека за секое издание стои многу труд посветено со луѓе и финансиска поддршка, но и огромна желба фестивалот да живее и понатаму. Не е мала работа 40 години, кога помисля човек, и ја можам само да кажам честитки за мојот роден град, што успеа да го одржи толку време. Без разлика на сите осцилации што он ги има и ги имаше. Ја го водев Макфест 25 години, тоа е половин век. И сега од оваа дистанца кога гледам, многу време, многу енергија, многу знаење, многу учење, многу работа, многу контакти, многу трчање. Ние кога го формираме, да речеме, востановивме Макфест, имаме јасна и конкретна цел. Унапредување на забавната музика во Македонија со сите нејзини аспекти што се содржат внатре. Тоа е малку професионална работа. Значи, тука има јазик, тука има мелодиска линија, тука има етноамбиентална состојба, македонски фолклор, богатство, едно огромно богатство што го има Македонија, наследено со векови. Зборувам за фолклорот, за народната музика, која треба да биде база за наша надградба, да создадеме нова, нели современа, не викам модерна. Јас зборувам модерна не го поднесувам. Современа македонска забавна песна. 5 години имав меѓународна вечер и ние отидовме далеку некаде во светот. Патував со познати наши естрадни личности низ цел свет. Да не почнеме од Владо Јановски, Џоко Ѓорчев, Христо Самарџиев, да не ги бројам сега. Не Кан, не Франција, не Ирска, не Русија, не Белорусија, не Украина, Египет, Олгица Христовска е праќа до Египет, Романија и така. Инаку оваа година беа доделени плакети и благодарници на сите што низ децени придонеле за развојот и опстанокот на овој фестивал, кој за Штип значи многу повеќе од музика. Тоа е дел од неговиот идентитет, гордост и традиција. Со ова Макфест уште еднаш докажа дека вистинската песна никогаш не старее. Таа живее во срцата на публиката, во аплаузите и во спомените на генерации љубители на македонската музика.